Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Утрово гореше отпад за старо железо во Прилеп од компанијата Миком. По инцидентот што се случи за време на фудбалскиот надпревар меѓу фудбалскиот клуб Шкендија и фудбалскиот клуб Победа во Прилеп, заменик министерот за внатрешни работи најави нула толеранција за говор на омраза. Загинатите во тешката сообраќајна несреќа кај Плетвар се од кавадарци, објавен идентитетот на учесниците во несреќата. Приведен 22 годишен прилепчанец управувал возило со 1,75 промили алкохол во крвта. Поради запалено возило, утрово патот Прилеп градско се одвиваше во еден правец. Изложба на Маријан Стојановски, асоцијативни апстракции во Куманово. Времето денеска облачно со услови за слаби врнежи од дожд. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Денеска избувна пожар во отпад за старо железо во компанијата Минком, лоцирана на излезот од Прилеп на улица Александар Македонски во близина на бензинската станица Лукоил. Информации за повредени лица нема. Причината за пожарот е непозната. Ке следи истрага за точниот повод за избувнувањето на огнот. По инцидентот што се случи за време на фудбалскиот надпревар Шкендија Победа во Прилеп, заменик министерот за внатрешни работи најави нула толеранција за говор на омраза. Според реакцијата на заменик министерот за внатрешни работи Астрид Исеини, веднаш по завршувањето на надпреварот, полицијата го идентификувала и привела лицето што го предизвикал инцидентот во сооблекувалните на гостинскиот тим. Во исто време, покренати се дисциплински мерки против полициските службеници кои не реагирале на време. Одговорноста за држување на јавниот ред и безбедност е неделлива, истакна Исеини. Тој нагласи дека ќе има нула толеранција кон каков бил облик на насилство и говор на омраза и дека институциите решително ќе действуваат за заштита на јавниот ред и гарантирање на безбедноста на секој граѓанин, без разлика на неговата припадност. Загинатите во тешката сообраќајна несреќа кај Плетвар се од кавадарци. Објавен е идентитетот на учесниците во несреќата. Министерството за внатрешни работи излезе со детали за тешката сообраќајна несреќа што се случи вчера поплане на магистралниот пат градско Прилеп кај селото Радобил, во кој животот го загубија 2 лица, а 5 мина се тешко повредени. Вчера во 16 часот и 40 минути во Прилеп е пријавено дека на магистралниот пат градско Прилеп кај село Радобил Прилепско се случи сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Кија со радовишки регистарски ознаки управувано од лицето ОО 31 година од село Тополница, Радовишко и патничко возило Volkswagen Passat со велешки регистарски ознаки управувано од лицето ГП 35 години од село Дреново, Кавадаречко, соопштија од Министерството за внатрешни работи. Оздобиените повреди на местото на несреќата починал возачот ГП и неговиот сопатник БП 56 години од село Дреново, Кавадаречко. Лекарот констатирал смрт, а по наредба најавен обвинител телата на починатите се дадени на обдукција
Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило Кија и неговиот сопатник СО 24 години од село Тополница Радовишко, како и сопатниците од патничкото возило Кија НП 28, ТП 53 и лицето СП 31 година, сите од село Дреново, Кавадаречко, констатирано од градската болница Прилеп и општата болница Кавадарци. Извршен е увид од јавен обвинител и увидна екипа на ОВР Прилеп. Приведено 22 годишно лице прилепчанец кој управувал возило со 1,75 промили алкохол во крвта. Утрово во 2 часот на улица Тризла во Прилеп, полициските службеници од Прилеп го лишија од слобода лицето АЕ, 22 години од Прилеп. При контрола во собрајкиот, полициските службеници се опреле патничко возило Опел со прилепски регистарски ознаки кое го управувал лицето АЕ и при преземање мерки констатирано е дека го управувал под дејство на алкохол, односно измерени му се 1,75 промили алкохол во крвта. По целосно документирање против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило. Поради запалено возило утрово, патот Прилеп Градско се одвиваше во еден правец. Делницата на автопатот А1 Велес Градско беше затворена поради голем пламен и отпадни делови од приколка на товарно возило. Според информациите на Автомотосојузот на Македонија, собрајкиот се пренасочуваше по експресниот пат Градско-Дреново. На магистралниот пат Прилеп Градско возилата се движеа наизменично по една коловозна лента. Од Автомотосојузот информираат дека на повеќе државни патишта коловозите се влажни, а интензитетот на собрајкиот е умерен. Утре ќе се отвори изложбата на прилепскиот ликовен уметник Маријан Стојановски во Куманово. Во изложбениот салон на Центарот за култура во Куманово утре ќе биде отворена изложбата на прилепскиот ликовен уметник Маријан Стојановски. Се работи за циклус од 20 слики работени во последните 9 години. Маријан Стојановски е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Во 2 наврати е претседател на Друштвото за ликовни уметници од Прилеп, каде што во 2015 година ја доби наградата за скулптура Јордан Грабулов од Друштвото на ликовни уметници од Прилеп. Има реализирано голем број на изложби, како самостојни, така и групни изложби. Временска прогноза. Под влијание на серија влажен воздушен бран, од утре во вечерните часови до понеделник следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Наместо врнежите ќе бидат поројни и пообилни и во текот на 24 часа се очекува да наврне поголема количина на дожд. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.